Така што во продолжение најавувам една многу интересна тема и настан кој што всушност ќе се случува во Скопје, а тоа е по повод одбележувањето на 250 години од постоењето на Соединетите Американски држави, која глобално ќе се одржи со една голема иницијатива, а тоа е Freedom 250. Исто така, како дел од одбележувањето и во Скопје со неколку средни училишта ќе биде одбележано. Тука станува збор за една голема организација во која учествуваат многу ученици, професори по музичко образование, меѓутоа и се што се случува во подготовката дознаваме во наредните минути и повторно студиото ние со многу гости. Пред се кажам добри дојде за Моника Панчевска, координатор на Американското катче во Скопје. Потоа имаме професорката Марина Лотеска, професор по англиски. Марина Иванова поновно. Да, Марина Иванова. Професор по македонски јазик и литература. И литература, секако една од ученичките која што има свој дел, меѓутоа исто така учествуваше и во кореографијата и подготовката, тоа е Александра Митеска и професорот Миле Наумовски по музичко образование и режисер. Добро ни дојдовте. Благодариме. Марина, односно Моника, еве, ќе почнеме прво со вас како координатор на Американското катче во Скопје. Што представува оваа иницијатива по повод 250 години од Соединетите Американски држави? Да, значи иницијативата Freedom 250 е всушност прославување на 250 години од постоењето на Соединетите Американски држави и потпишувањето на Декларацијата на независност. И тоа е една иницијатива за да се прослави американската култура, историја и уметност на глобално ниво. Така да како дел од оваа иницијатива, ние како мрежата на американски катчиња во Македонија решивме да направиме еден голем настан што не се случувал тука претходно и да донесеме бродвејски мюзикл во Македонија. Професорка, како дојдовте до идејата токму преку мюзикл да се раскажува дел од американската историја и пренесување на овие вредности? Прво ќе се заблагодарам што воопшто бевме повикани тројца професори. Пред се ќе ја поздравиме професорката по музичко Јасмина Беличанска, која што да речеме дека ја понесе најголемата тежина за овој настан, заедно со професорот по музика исто Миле. Значи, јас предавам македонски јазик и литература и дури и на американците им е интересно што не е професор по англиски. Идејата некако сама по себе си дојде, бидејќи мюзик, односно American Corner, сакаат нели да направат корнерите, да направат една голема глобална прослава, бидејќи овде станува збор дека на големо се слави во Америка. Интересно е што станува збор за едно неанглиско подрачје, една земја каде што нели ни се гости, едноставно имаме одлична соработка. Иницијативата дојде од American Cornerите. Значи, но некако кога свативме дека е мюзикл, понесовме голема тежина, станува збор за бродвејски мюзикл, и можам да го покажам сценариото. Бидејќи станува збор за една представа која што има 5 награди Тони освоено. Значи, со тоа што Мередит Вилсон Мередит Вилсон како автор прво прави книга, па потоа тој како музичар, како театарски работник прави и бродвејска адаптација. Дури интересно е што во самата представа има вметнато како е тешко и на Бродвеј што воопшто ја представил, но играна е многу. Еден податок ќе кажам дека на Бродвеј играна во 1957 година 1375 изведби има. Значи да знаете, голем товар носиме и голема одговорност, но пред се една радост, соработка, среќа што ќе представиме една бродвејска представа со аматерски театар со средношколци од 4 училишта. Одговорноста е голема подеднакво кај сите, меѓутоа ајде Александра малку и тебе повеќе да те запознаеме во однос на твојот удел во подготвувањето на бродвејскиот мюзикл, затоа што си ангажирана и околу самата кореографија, па кој беше твојот најголем предизвик? Најпрво јас во оваа представа имам удел како ученик кој што е дел од представата, ама ете најголема можеби улога беше тоа што јас ја правев кореографијата, односно од сите видеа и представи кои што досега се изведувани, пробувавме да склопиме еден заеднички продукт, каде што јас нели секако работев со моите соученици на тоа да имаме прекрасната кореографија која што нели ќе видите и понатаму во самата представа. Можеби мене не ми беше не имав толкава тежина како што има професорите. Јас сум танчерот можеби 5 години и овој дел ми е мене многу познат, не е нешто ново за мене, но можеби беше ново што јас ги учев, да предавав, можеби да објаснам така, на моите соученици да склопиме еден ваков проект заедно.
Сепак имаш голема улога, особено затоа што сте соученици, па веројатно многу е поприродна вашата меѓусебна комуникација. Што е она што ти сакаш да го пренесеш кај соучениците преку сценскиот настап? Најпрвен да имаат слобода, бидејќи не сите од учениците кои што сме вклучени се претходно танчери или музичари, но сите имаат таа желба во нив да направат нешто, односно да го направиме заеднички проектот. Па требаше време додека се опуштат, додека ги фатат чекорите, бидејќи не секој е надарен од прва да успее, но со голем труд и работа постигнавме. Професоре, колку тимската работа е клучна во подготовка на еден ваков голем проект и какво е искуството досега со сите ученици? Вака, јас мислам дека тимската работа моментално е база на целиот проект, бидејќи средношколците гледаат колку е важно од техничката поддршка до самите изведувачи на сцена и сваќаат дека на крај не е најважна индивидуалната работа, туку тимската работа е таа што ќе го донесе мюзиклот на едно повисоко ниво на некој начин. Дефинитивно ова е еден начин на кој што учениците добиваат многу поголеми можности од вообичаено и настан за кој што треба многу подготовка. Меѓутоа, Моника, колку од вакви проекти всушност младите во земјава имаат можност да научат многу повеќе англиски и тоа да ги изгради понатака за било кој кариерен пат да го одберат? Да, значи американското каче во Скопје веќе 21 година работи на тоа да им донесе на младите повеќе можности, ресурси, прилики да се вклучат и да ја искусат американска култура и начин на образование. Ние правиме секаков вид на настани, значи за 250 години оваа година имаме повеќе од еден, имавме турнир за рагби, имаме различни работилници за предприемништво, меѓутоа мюзиклот е нешто што првпат го правиме и ние како каче и општо како мрежа на американските качиња глобално ова е прв пат да се изведува на вакво ниво представа и да се вклучени толку школи, бидејќи се 4 средни училишта, ученици од сите училишта и мислам, мене ми е многу мило дека толку добро се вклопи тимот и дека децата се навистина, мислам ќе ги видите, меѓутоа се навистина одлични, така да се надеваме дека ќе продолжиме со иницијатива за овој уметнички дел од американската култура и да го промовираме се повеќе и да им дадеме повеќе можности на младите да се вклучат. Професорка, кои се вашите очекувања во однос на искуството кое што ќе го однесат со себе сите ученици, меѓутоа и оние кои што ќе видат што се сте сработиле изминатиот период? Па вака, ако одиме на оној момент дека правиме релација на две култури, на американската и македонската култура, и бидејќи станува збор за 250 години од постоењето на Америка, овде е интересно што, како што и нивниот слоган, имаат 250 години, но во трите бои на американското знаме, што значи една солидарност, значи една сплотеност, но сепак една разноликост. Еве да одиме од тој момент дека ние склопивме 4 училишта, значи јас доаѓам од Георги Димитров, професорот представува 2 училишта, значи Раде Јовчевски Корчагин и Орце Николов, и професорката Јасмина Беличанска е од Георги Димитров, но го представува со најмногу ученици има и од Никола Карев, со тоа што да одиме од оние начала кои што се сплотеност, различност на сите деца, различни карактери дојдоа од 4 училишта, ќе понесат првенствено одговорност, ќе понесат една сериозност дека прават бродвејска представа. Значи, им наметнуваме дека не може, како што напомена и колегата, овдека не станува збор за индивидуален настап, овдека има двајца носачки глумци, но сите се главни, бидејќи овде има многу пеење, станува збор за мюзикал, една специфична кореографија, Александра, значи исто понесе голема одговорност, но да речеме дека од Бродвеј не упатија да бидеме сериозни, одговорни, дисциплинирани и не подготвија со се. Од скрипти, од кореографија, елементи, од позадина, од музика и си бараат апсолутно едно повисоко ниво, иако сме аматерска дружина, да речем, не сме театар, бидејќи сме 4 училишта, но работиме долго време театарски представи и музички настапи, сите тројца колеги што сме. Кога сме кај музичкиот дел, професоре, колку ви е вам драго што всушност учениците имаат можност од еден поинаков аспект да се запознаат со музиката и тоа да биде на едно многу повисоко ниво и како тоа тие го прифаќаат? Видете, мюзиклот е музичко сценско дело. Не представува само музика, туку и драма, глума, повеќе уметности се поврзани
воедно. Морам да признам дека прво енергијата кај средношколците е на многу ниво. Има многу позитивна енергија додека се работи. Ово има на некој начин ново, но сепак имаме добра комбинација, добра работа и мислам дека на крај ќе го видите на 26 и 27 резултатот. Тоа ќе биде заокружено со многу добар настап. Во наредните минути еве и Александра, меѓутоа и вие сите како професори, затоа што е музички дел, ви се обраќам вам, често се критикувани новите генерации дека слушаат нешто што не е добро или едноставно вниманието е насочено само кон социјалните мрежи. Колку ваквата можност што всушност ја добиваат го покажува спротивното, дека се подготвени, заинтересирани и дека вложуваат енергија и дел од нивното слободно време да учествуваат во еден вака голем проект. Видете, јас мислам дека денес младите бараат некоја платформа каде што ќе го изразат своето креативно мислење. Ова е можеби најдобрата можност за изразување на не само на уметнички дел, туку се изразуваат и емоции и мислам дека се представуваат и самите себе си. Музиката е важен дел во мюзиклот, можеби еден од најважните делови, но сепак како комбинација на повеќе уметности доаѓа до израз и нешто друго кај самите изведувачи. Александра, вие како представници од новата генерација чувствувате ли притисок, можеби дека често сте критикувани, а на еве вакви настани и можности кои што ги имате и ги користите на многу правилен начин, го докажувате спротивното? Па да, со оглед на тоа. И колку всушност, но колку всушност ви недостасуваат вакви проекти на кои што може да имате учество? Со оглед на тоа, како што кажавме, дека сме генерација која што е цело време на социјалните мрежи и можеби не можеме да живееме или не знаеме да живееме без неа, ова е навистина многу потребно, бидејќи го имаме оној период во денот, ете, ќе кажам дека имаме скоро секој ден проби од околу 2 до 3 часа, на кој што најпрви ние се дружиме. Можеби тоа е најбитно нешто во овој проект, покрај тоа што ние ќе изведеме такво дело, мора да се зближиме за да можеме да се потпреме еден на друг, да веруваме едни во други, бидејќи сепак заедницата е многу побитна, не се представуваме сами, туку ја представуваме групата, ги представуваме нашите училишта, сакаме да се представиме во најдобро светло, така да мислам дека покажуваме дека ни требаат вакви проекти каде што ние децата ќе сакаме да се искажеме на креативен начин, но најпрвен ќе имаме дружба и солидарност меѓу нас. Моника, како координатор, кои се пораките кои што всушност сакате да ги понесе публиката после мюзиклот? Па сакаме да уживаат пред се во представата, сакаме да покажеме дека ете може вакви настани да се организираат тука, дека децата сакаат и секогаш се заинтересирани да учествуваат во вакви големи проекти, дека не треба да се потценува нивната спремност или нивната сериозност за вакви настани, дека театарот е многу важна форма на уметност што треба баш да се промовира повеќе кај младите и да се дозволи ете не само финансиски да се охрабрат учениците да учествуваат во вакви работи, меѓутоа и да се охрабрат да сакаат да учествуваат и да видат дека има можност за такво нешто. И нормално, нели, да е искусата американа култура што овој мюзикл ја представува, бидејќи сепак не е нешто што често се гледа и не е, мислам, период на историјата кој што не често го добиваме ние како, нели, земја што не е толку блиску врзана до Америка, да го искусиме. Професорке, моменти кои што можеби се емотивни за сите вас кои што ќе ги видите сите толку деца на едно место од различни училишта што се запознаваат едни со други и можеби нешто што вреди да го раскажете од делот на подготовка. Различни карактери на ученици. На моменти ние сме малку построги. Па си доаѓаме до ситуација да речеме чекај некој може да се откаже, а баш не гази, не само времето, немаме можност ние да се откажеме сега од бродвејска представа каде што веќе се е склопено. Најинтересен дел дека учениците се бирани по емоции. Значи учениците се бирани да сериозен кастинг, сериозен кастинг. По емоции некако и дури некако им се појавивме во животот кога најмногу им требавме. Некому, искрено. И она да се надоврзам на претходното прашање дека наша одговорноста на просветните работници, на сите до еден, е одговорноста да ги извадиме децата
од нивното секојдневие, да ги внесеме во она што значи секојдневие кое што ќе има вредности. Значи, наша е одговорноста да им покажеме што е квалитетна музика, што е култура, па што е култура на однесување, не само во група, туку како поединци. Па искалемивме неколку карактери за ова време од февруар месец работиме. Значи, некако ги калемиме од да бидат не само да бидат посериозни, туку малку и да го променат карактерот, дека не секогаш нивното треба да доминира само нивното, па така, ред, дисциплина. Интересно е што и самата представа има многу емотивни ликови, каде што, например, еве имаме Винтроп, ќе го споменам, кој што е најинтересен, дете кој што е со говорна мана и на крајот токму заради музиката и во самиот мюзикл пее, се опушта и почнува да се дружи со сите во заедницата. Силни пороки кои што токму ќе бидат пренесени на самиот мюзикл. Професоре, ваш совет за сите оние кои што сакаат да се занимаваат со музика, театар или едноставно уметност во било која форма и да се пронедат? Мислам дека да не се двоумат, да почнат од најмали години да се занимаваат со музиката, бидејќи музиката освен професија може да стане на некој многу добро хоби, кој на некој начин ќе му го промени животот, ќе му развие едно друго видно поле за светот и општо за себе на некој начин. Александра, порака до твојата генерација? Порака до мојата генерација, дека треба да бидеме најпрви личности кои што ќе се градат со помош на возрастните, така да ни треба големата поддршка во овој случај од професорите, но пораката дека треба да се тргнеме од социјалните мрежи, дека треба да почнеме можеби повеќе да ги користиме на убав начин, така што еден дел е и овој самиот проект, да не се срамат, да ги изразуваат своите емоции, своите чувства, оно што навистина ќе ги прави посреќени, а со овој проект можеме да покажеме дека имаме голема заинтересираност учениците да се покажат самите себе. Моника, да го заокружиме разговорот со информацијата, каде и кога публиката може да го погледне мюзиклот? Значи на 26 и 27 мај од 20 часот навечер ќе биде во Драмскиот театар во Скопје и на 5 јуни од 19 часот ќе биде во културниот центар во Битола. Картите ќе бидат достапни за Битола, се веќе достапни, можете да ги побарате преку социјалните мрежи на американските качиња. А за картите во Скопје најверојатно во текот на неделата ќе биде објавено исто на мрежата на американските качиња. Ви благодарам на сите што утре во издвоивте време и што имавме пријатен разговор, се надевам дека енергијата е иста. Благодарам.